Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембари, мембар се користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Многу мина ме прашуваат пријатели, ме прашуваат како можам повеќе од 2,5 години секоја недела да правам една политичка анализа и кога таа би се расчленила од една политичка анализа би излегле 2, 3, па некој дури и 4 колумни во портали или во дневни вестници. Не е проблем вие да кажете политичка анализа или да направите колумна. Например, сега имам на располагање или имам направено некакви кроки, сценарии за наредни 5 или 6 политички анализи, но проблем е после 4 интервјуа, 4 одлични интервјуа, например со адвокатот на Љупчо Палевски Палчо, со Гоце Трајковски, со Зоран Ефремов и во неделата со Оливер Андонов, вие да направите ново 5-то, бидејќи душата ви сака не да одморите, него малку да уживате во тоа што сте го направиле. Бидејќи целата политичка, познаете 2 интервјуа, целата политичка ситуација во Република Македонија, која е претходела, која е сега и која ќе следи во наредниот период, е скицирана. Треба само меѓу редови да се чита и вие да може да прочитате што ќе се случува во наредниот период. Нели најавивме дека ова анализа, вонредна анализа, ќе има работен наслов дали на Македонија треба демократизиран Никола Груевски или дали Груевски ќе се врати или нема да се врати, ако се врати како ќе се врати во Република Македонија. Одговорот на тоа прашање не може никој да го даде, но можеме да ги анализираме околностите кои би можеле да претходат на евентуално враќање или евентуално невраќање Никола Груевски во Република Македонија. Минатата вонредна политичка анализа во трајање некаде 45 минути, каде што презентирав наградата која добив од YouTube, односно сребрената плакета за 100.000 сабскрајбери или преплатници. Сите дојавте да ми честитате, но главните пораки бе во првите 30 минути на таа вонредна политичка анализа. Таму бе кажени такви пораки што било кој психолог да дојде направи одредена анализа на тоа што беше кажано, ќе имате на таква крок и психолошка анализа на друштвото, на општеството во Република Македонија изминатите 30-35 години и врз база на таа анализа вие ќе ги анализирате, ќе ги сознаете процесите кои претходеле, процесите кои се сега и процесите кои ќе следуваат во наредниот период. Не знам дали гледате што се случува во Романија. Една драматична политичка криза, драматична политичка разбрска. Пред 2 месеци имавме анализа Малата Антанта, каде што беше Чешка, Југославија и Романија. Гледате како, иако е на 800 км оддалечен Букурешт од Скопје, 900 км, 800 км некада воздушна линија, имаме многу власти, имаме многу македонци кои оделе на печалба во Романија. На крајот и крале Марко има загинато таму некаде во Влашко како вазал на Османиската империја, во битките со тие вазалски држави од таа страна на Дунав, и ние толку малку знаеме, а клучна држава во источното крило на НАТО. Многу ми навела дека Романија поради Бугарија, не. Бугарија поради Романија, бидејќи Романија граничи на неколку места со Украина, е прва брана, прва линија, бидејќи таму се префрлат НАТО базите, па дури ова база Бонстил има најави дека ќе се префрли нека на територијата на Романија. Дали ќе се случи или нема да се случи, ќе видиме, но тоа е првата линија од каде што следува поддршката и на Украина, а следува поддршката и на Молдова, Приднестровје, руското влијание таму и така натаму и така натаму. Поделена држава е Романија. Таму ако прашате кој е најголема историска личност, ќе ви речат Чаушеску. Ако прашате кој е најлоша историска личност, повторно ќе ви речат Чаушеску. Значи поделена држава, некаде 40:40, така се и резултатите на изборите. Имаше избори во декември, па беа поништени тие избори поради руско замешателство, па се замеша Романската агенција за национална безбедност, па ги поништи тие избори, па некакви кампањи на TikTok и така натаму и така натаму. Тој кандидат кој не помина на тие избори, сега застана за овој кандидат кој победи убедливо 2:1 во првиот круг на изборите. Па таму беше кандидат на владеачката коалиција, на владеачките партии, па беше кандидат градоначалникот на Букурешт и премиерот поднесе оставка бидејќи владината коалиција е трета на таа ранг листа на кандидати во првиот круг на председателските избори, што ќе рече дека Романија како клучна држава во источното крило НАТО сега е под драматичен удар. Романија и Полска, значи двете држави од каде што се пласира помошта за Украина. Тука имате американско замешателство, тие две Америки водат битка сега во Романија, па имате руско замешателство, па имате секакво друго замешателство и на крајот знаете таму е еден бунт кон политичките елити. Дури и Доналд Трамп сега во Америка изгледа во наводници пристојно во споредба со Берни Сандерс и неговиот радикален лев
популизам или некаква радикална лева политичка ориентација, со тие нивни геј барања, вакви барања, онакви барања и така натаму, второ, трето дете, среден род и така натаму и така натаму. Тие всушност го рехабилитират, го прават во наводници нормален Доналд Трамп. Нападете дека Доналд Трамп е новиот Хитлер и така натаму и така натаму. Кога ќе ставите во еден конфликт на радикален политички вокабулар, тоа почнува да делува помалку нормално. И имате еден бунт кон политичките елити, тоа се случува во Романија. Никола Груевски, нели, анализата е за Никола Груевски, сега воведато го правиме за да стигнеме до Никола Груевски, беше дел на тие политички движења. Вие да сте власт, а главниот акцент на вашето политичко делување е да се борите против власта. Всушност да бидете опозиција внатре во власта. Па што прави Доналд Трамп? Па се уште го обвинува Џо Бајден дека тој е виновен за лошите економски политики кои се прават сега. Се што е добро е нели заслуга на Доналд Трамп, се што е лошо е заслуга или му се припишува на Џо Бајден. Дали ќе се врати Груевски? Ајде да анализираме сите околности кои може да претходат на одговорот на тако поставена дилема или прашање. Дали ќе се врати Никола Груевски? Не знам. Дали и треба демократизиран Никола Груевски како политичка форма на Република Македонија? Да. Одговорот на така поставеното прашање е да, бидејќи сите го гледаме хаосот кој сега се случува во Република Македонија. Хаос кој беше во мандат на Зоран Заев, па се заминува Зоран Заев, па го наследил Димитар Ковачевски, се продлабочува хаосот. И сега Христан Мицковски, кој на изборите лани во мај доаѓа на власт во Република Македонија, со интенција, со најава, со ветување дека ќе го среди, ќе го смири хаосот и ќе направи функционалност на институциите во Република Македонија, во првите 10 месеци од неговиот мандат покажува некапацитетност да ги реализира така дадените ветувања. И знаете, кога вие одите на Шнајдер или кога одите да купите одело или кога одите да купите сако, тога се можни две варијанти: да ви земат мерка и врз база на замената мерка да ви сошијат одело или да ви сошијат сако и тоа да ви одговара, да ви прилега бидејќи по мерка ви е сошиено, или некој претходно да сошие одело или сако и на вас да ве набутат во тоа дело. Па ако ви штрчи малце рамото, ќе ви го исачат рамото. Ако ви штрчи малце колкот, ќе ви го исачат колкот. Ако ви штрчи малце коленото или некој друг дел на телото, ќе го исачат и вас ќе ве напикат во тоа дело. Ова ВМРО ДПМН, како што беше СДСМ до пред 10-15 години, е всушност сошиено по мерка на Никола Груевски. Земени му се мерки на Никола Груевски и направена политичка партија. Таа политичка партија беше дел на еден систем на заробена држава во Република Македонија. Таа заробена држава, таа политичка партија, по заминувањето на Никола Груевски или по абдикацијата на Никола Груевски, како резултат на шарена револуција, 27 април, гледате какви политички безбедносни операции беа спроведени во Република Македонија, на Валандовскиот конгрес го носат на чело на ВМРО ДПМН Христан Мицковски. Ако се направени такви сериозни безбедносни операции за симнување на Никола Груевски, заре мислите дека тие што ги правеле тие операции ќе си дозволат луксус да немат контрола на процесот на носење на Мицковски на власт, така што ако симнувањето од власт на Никола Груевски е безбедносно, политички, секаква друга операција, тога си носењето на Мицковски на чело на ВМРО ДПМН и на власт е резултат на одредена политичка и безбедносна операција. Но ова ВМРО ДПМН не е скроено по мерка на Христан Мицковски. Во изминатите 5 или 6 години Мицковски ниту се обиде, може би се обиде, но тоа го направи многу млако, многу нефункционално и многу неенергетски, што би се рекло, да ја смени структурата во ВМРО ДПМН или да ја прилагоди ВМРО ДПМН на своите мерки, односно ВМРО ДПМН да биде скроена според мерките на Христан Мицковски. Бидејќи тоа не успева да го направи, таа ВМРО ДПМН и целиот инструментариум, безбедносен, политички и секаков друг, кој дава подршка на ВМРО ДПМН е скроен по мерките на Никола Груевски. Така што Мицковски да сака, ниту има капацитет, ниту има мерки, ниту има одело со кое ќе може да владее во Република Македонија. Знаете, сега ќе има еден период на јалово кохабитирање. ВМРО скорено по мерка на Никола Груевски и Мицковски на кој ќе му биде овозможено да ги ужива благодетите на власта. Во еден временски период, дали тоа ќе биде за 2, 3 или евентуално за 4 години, тие два процеси ќе мора се спојат во една точка. Јас проценувам врз база на сегашните околности, знаете, тие се менуваат за 6, за 12 месеци ќе ги анализираме повторно, дека во една точка Христан Мицковски ќе мора да ја замени Гордана Селјановска
на челната позиција или ке сака да ја замени Гордана Селјановска, а партијата која сега и така е направена померка на Никола Груевски, ќе му биде вратена на Груевски, ако некош му била одземена, или ќе биде вратена на некој човек зад кој ќе застани Никола Груевски. Апропо примерот со Романија, гледате како се ретушират процесите во Република Македонија. Па имате шарена револуција, па нема правда, нема мир, па доаѓање на Зоран Заев, претходно 27 април, така натаму, промена на името. Значи имате една генеза на процеси, и сега имате ретуширање или реверзибилни процеси, кај што процесите се враќаат назад. Тоа не значи дека ќе се вратат до антишарена револуција, но некаква слична политичка разврска ќе имаме. На кого му одговара такво враќање на процесите? Па на Никола Груевски, знаете, ако имате специјално јавно обвинителство, веќе направите операција за рушење на специјалното јавно обвинителство. Ако имате операција на промена на име, тогаш ќе имате операција на ретуширање или проблематизирање на целата таа операција за промена на името. ВМРО-ДПМН само на едни избори доживува класичен политички дебакал. Тоа се локалните избори 2017 година. Имате избори 11 декември 2016 година, кај што ВМРО-ДПМН победува, па имате пораз на ВМРО-ДПМН на локалните избори кој е претходница на смената или заменувањето на Никола Груевски, со одредено обвинување дека некои од неговите најблиски соработници ги предале тогашните списоци, мрежи, организации, така натаму на луѓе блиски на СДСМ, чите Миле Зечевиќ, чите Зоран Веручевски и така натаму и така натаму. И веќе на претседателските избори 2019 година ВМРО-ДПМН е завлакно изгубува Стево Пендаровски, бидејќи грото на албанските гласови завршат на контото на Стево Пендаровски. Тогаш е првата метла или првата чистка на Зоран Заев, Кирацовски и Миле Зечевиќ како генерален и организационен секретар се смените од тие позиции на чело на СДСМ. Останува само Зоран Заев. Стефче Јакимовски беше лакмус на изборите 2021 година. Дали ќе победи или нема да победи? Знаете, ако победеше Стефче Јакимовски, затоа луѓето Никола Груевски работеа за Стефче Јакимовски. Прво, Стефче Јакимовски не е поддржан од Христијан Мицковски, што ќе рече дека тој што е поддржан од Груевски го поразува Христијан Мицковски или кандидатот на Христијан Мицковски. И како второ, ако Стефче Јакимовски, кој беше во орбитата на специјалното јавно обвинителство, имаше одредени кривични пријави и така натаму, победи, тогаш тоа ќе беше порака и до граѓаните, порака и до политичките процеси, политичките конкуренти или фактори во Република Македонија, чиите меѓународна заедница, дека граѓаните не се согласува со судските хајки кон Стефче Јакимовски. Ако тоа му успееше на Стефче Јакимовски како што му успе, тогаш зошто да не му успе на Никола Груевски. Во оној момент кога Стефче Јакимовски почна да шара малку со СДСМ, малку со ДУИ, малку со финансиски сателити на ДУИ, очигледно дека Никола Груевски процени дека треба да го дисциплинира Стефче Јакимовски. Ова што сега му се случува или што му се случи изминатите 6 месеци, локации, урбанистички, детално урбанистички планови, одредени судски процеси на Стефче Јакимовски, не дека не е виновен, туку тоа е порака, јас така тоа го читам, тоа е порака на Никола Груевски за некоректноста, за велепредавството на Стефче Јакимовски, ако овој застанал зад него. И тој се договарал со Груевски да не се кандидира, тогаш имаше две можности. Стефче Јакимовски да се кандидира за локални избори градоначалник, да дојде на чело на градот Скопје, или да биде градоначалник на општина Карпош. Сугестијата, како што самиот кажува Стефче Јакимовски на Груевски, беше дека треба да се кандидира во Карпош, да не влезе во конфликти со СДСМ и со ВМРО-ДПМН, дека таа трка прв човек на Скопје беше печена за Даниела Арсовска. Во оној момент кога Стефче Јакимовски почна помалку или малку повеќе да шара, се дуваше во наводници казната на Никола Груевски. Седа појавата на Христијан Мицковски јасно беа поставени работите во таа мешавина на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Мешавина на СДСМ и ВМРО-ДПМН, тоа го објаснува во емисијата за сина Птица, дека се тоа две политички структури кои се формирани од тајните служби во Република Македонија или се континуитет на тајните служби во Република Македонија. 92 година со аферата Сина Птица, тајните служби сакаа да покаже дека не учествувале во формирање на ВМРО-ДПМН, бидејќи зошто би ги денунцирале, наоружувале за да направат одредена политичка афера со ВМРО-ДПМН ако тие ги имаат формирано. Меѓутоа после настаните во Кочани, кога ги седнаа на иста маса, тогаш тие кои ги формирале сакале да покажат дека тие ги формирали, тие мора да слушат, мора да спроведат еден оперативен план. Тоа
Исто на она што го правеше американскиот генерал, кој беше застанат со една нога на територија на Косово, со една нога на територија на Република Македонија и кој сакаше да ни испрати порака дека нема граница. Тоа е една воена, тоа е една оперативна зона под контрола на НАТО или под контрола на американците. Исто тоа го прават тајните служби. Затоа им ги стават медиумите на располагање, част на едната, част на другата партија, но двете партии произлегаат од чинелот на тајните служби. Во Република Македонија, до појавата на Христијан Мицкоски, тоа беше многу видливо, многу евидентно, многу јасно можеше да се каже дека Лјупчо Ѓоргиевски, Зоран Заев припаѓаат на едната страна, а Бранко Црвенковски и Никола Груевски припаѓаат на другата страна. И одеднаш ви се појавува Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски мене постојано, според енергијата, мене ликуваше на Владо Бучковски. Со таа разлика што Владо Бучковски имаше многу поголем капацитет на терен организационо да делува, да прави одредени мрежи и во еден временски период тие негови мрежи кои ги прави како министер за одбрана стануваат многу посилни, многу помокни, па дури ниеден Бранко Црвенковски како председател на Република Македонија не може да им парира на мрежите на Владо Бучковски и мора брутално да го руши Владо Бучковски. Тоа не се има случајно во ВМРО-ДПМН, бидејќи се уште Никола Груевски нема трнато брутално против Христијан Мицкоски и на друга страна го имате Христијан Мицкоски. Според мене, со многу помал капацитет од Владо Бучковски и политички и организационо. Владо Бучковски е последниот македонски политичар кој има завршено во овалната соба на Белата куќа. Заврши во овалната соба и ги изгуби следните избори. Разликата помеѓу Владо Бучковски и Христијан Мицкоски е луѓето кои 2005-2006 година го рушеа Владо Бучковски, заедничко чествување со бугарите 24 мај, Свети Кирил и Методи, тоа беше нели идеја на Владо Бучковски, па одредено зближување, признавање во наводници на Република Косово, и тоа беше идеја на Владо Бучковски и беше растурено сите тие структури под контрола на Бранко Црвенковски. Тие структури под контрола на Бранко Црвенковски, Зоран Верушевски, медиумските трабанти или одработувачи на работите на Зоран Верушевски, сега се ставени и работат за Христијан Мицкоски. Што ќе рече? Две работи има. Дека Бранко Црвенковски цело време му помага на Христијан Мицкоски, или Бранко Црвенковски неволно е натеран да работи и да му помага на Христијан Мицкоски. Ќе ви покажам една фотографија. Се надевам дека ќе биде индикативна, да го потврди тоа што го кажувам. Ова фотографија направена некаде мај минатата година. Никола Груевски, тука може да се види, Никола Груевски, Лили Пол и 191 имат кликнато лайк на мојот рил вечер во 22 часот и 30 минути. Тоа е една вонредна политичка анализа, каде што анализирам дека Бранко Црвенковски му помага на Христијан Мицкоски над или под масата да победи на претседателските и да победи на парламентарните избори во Република Македонија. Станувам са бајлето наредниот ден и гледам нотификација Никола Груевски ми стиснал лайк на тој рил кој е објавен на мојот жолт пејдж. Мисля дека е тоа некоја грешка. Отидов, бидејќи таму каде што ќе ви стикнат лайк, вие може да одите да видите кој навистина ви има стиснато. Отидов таму, ме однесе на профилот на Никола Груевски. Никола Груевски има обичај на тој начин да испраќа политички пораки и всушност тоа што тој сакаше да го испрати, дека во тој временски период не стои тој толку зад Христијан Мицкоски, тоа е повеќе некоја структура Бранко Црвенковски, една олигархиска структура околу Бранко Црвенковски или олигархиска структура која Бранко Црвенковски ја создал во текот на 90-те години. Тогаш ВМРО-ДПМН Лјупчо Ѓоргиевски го бойкотира вториот круг на парламентарните избори 1994 година, од 1994-1998 година нема опозиција во македонскиот парламент. Во тој временски период е приватизирана целата македонска економија, направена македонската олигархија, затоа таа олигархија се смета за рожба, чедо на Бранко Црвенковски. Таа е направена со правење на Бранко Црвенковски и со неправење на Лјупчо Ѓоргиевски, но по раката на Никола Груевски, кој секогаш имал путер на гравата дека заедно со Бранко Црвенковски влегле во процес на рушење на Владо Бучковски, Лјупчо Ѓоргиевски, така натаму и така натаму. Кој имате путер на главата, тоа сакате да ја избркате мувата, да искате мувата, а тоа најдобро го правите така што ќе ги споите Бранко Црвенковски и Христијан Мицкоски. Во тој момент јас всушност сваќам дека зад завесата се случуваат драматични процеси на ферментирање. Ниту Мицкоски е толку врзан со Груевски,
Ниту Груевски бил толку врзан со Црвенковски, ниту Мицковски врзан со Црвенковски, ниту Мицковски врзан со Заев, па тука е Венко Филипче, дека тука кому иде. Дека во овој период сите се обидуваат да се спасат. Како предвестница на некоја бура која доаѓаше. Таа бура почнува со изборите во Америка, па гледате што се случи односите Европска унија, Америка, па Русија, па Украина, па тука во Република Македонија, па ќе ја биде ЕУ, па нема да ја биде, па дали ќе го биде НАТО, дали нема да го биде, како некое предвечерие, како некако буре вестник, што би се рекло, Максим Горки. И тие процеси всушност ние ќе ги следиме како на дневна, ма како на минутна основа се случуваат и во Република Македонија и во светот. Кој со кого е денес во Република Македонија, па тоа мислам дека никој не може да ви каже. Значи не постои некој што може да ви каже кој со кого е во Република Македонија. Можеме да дефинираме кој со кого не е, но сите во еден момент кога ќе дојдат, кога ножот ќе им биде допрен до кожата, сите се мобилизираат, се организираат, се здружуваат и сака да го спасат естаблишментот кој 35 години, а во континуитет од 44 година владее со оваа територија. Сите овие работи сватете ги како едно мое гледање на процесите. Да, најчесто тие мои гледања на процесите се реализират во реалноста или се реализират во стварноста, меѓутоа знаете тоа нема да се случи денес или нема да се случи утре, може ќе случи за една, за две, за 3 или за 4 години. Кога правиме одредени историски реминисценции или одредени историски политички спојувања, тогаш гледате моделот на Владо Бучковски може да биде парадигма за однесувањето на Христијан Мицковски. Што прави Владо Бучковски? Знае дека архинепријателот му е Бранко Црвенковски. И наместо прво да расчисти со Радмила Шекеринска, тогаш втор човек во СДСМ и втор човек во владата, Република Македонија, вице-премиер, и со Никола Поповски, една сива еминенција на СДСМ, тогаш министер за финансии, значи прво да расчисти со Шекерински и со Никола Поповски, и од кој ќе расчисти со Шекерински и со Никола Поповски да ја стабилизира својата власт во владата и во СДСМ и тогаш да влезе во конфликт со Бранко Црвенковски, тој влегол во филмот или во ролјата која му е наменува Бранко Црвенковски. Прво влегол во конфликт со Бранко Црвенковски, а сака Радмила Шекеринска, Никола Поповски да ги направи сојузници во конфликтот со Бранко Црвенковски. На крај што му се случува? Па го рушат Никола Поповски и Радмила Шекеринска. Никола Поповски како министер за финансии во владата на Република Македонија, а на изборите 2006 година Радмила Шекеринска на Конгресот го поразува Владо Бучковски, станува нов лидер на СДСМ. Гледате, во рок од 4 години, во рок од 2 плюс 2 години, потрошен и Владо Бучковски, потрошена и Радмила Шекеринска. Што ќе прави Христијан Мицковски? Па ако сака да влезе во конфликт со Никола Груевски, ќе треба да направи пак со вториот најмоќен човек, вториот и третиот најмоќен човек во структурата на ВМРО-ДПМН и во структурата на владата на Република Македонија. Тој е министерот за одбрана на Владо Мисајловски, тој е министерот за транспорт и врска Александар Николовски. Па едниот и вториот се деца на Никола Груевски. И сега вие треба да пактирате со децата на Никола Груевски, за да влезете во конфликт со Никола Груевски, гледате колку поумешно или користејќи го тоа што го направил Бранко Црвенковски, го има спроведено процесот на напуштање на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Знаете, на крај, ако СФР Југославија се распадна 9 години после смртта на Јосип Броз Тито, колку е веќе? Од 2017-2025 година, без малку 8 години ќе се направи за 6 месеци, ВМРО-ДПМН го преживеа заминувањето на Никола Груевски. Но Никола Груевски, според мене, и понатаму од позадина ги влече конците во ВМРО-ДПМН. Кога Бранко Црвенковски, по завршување на председателскиот мандат, тоа е 2009 година, се враќа на чело на СДСМ, ја заменува Радмила Шекеринска, а една година претходно столчето, прв човек на СДСМ му го топли Зоран Заев, а 2013 тој му го враќа столчето на Зоран Заев, тогаш е прекинат синџирот и процесот во СДСМ, каде што беше природно Игор Ивановски шема да ја наследи Радмила Шекеринска. Со враќањето на Бранко Црвенковски тој синџир е напуштен, тој синџир е прекинат и 2013 начело на СДСМ доаѓа еден процес на дисконтинуитет. Тој е Зоран Заев, бомбите вистината за Македонија, претварање на СДСМ како дел на бизнис империјата на Зоран Заев. Тие платиле, добиле и сега со тоа што го имат купено ќе располагат така како што тие сакат, па дури да го донесат на чело на СДСМ Венко Филипче, кој очигледно нема ни политички, ни било каков друг капацитет да може да го води СДСМ и овој СДСМ во услови на ваква
власт и владење на ВМРО-ДПМН да не покаже капацитет да се одлепи од нискиот рейтинг. Во такви услови, знаете, се постава клучно прашањето. Ако Груевски се замеша или сака да се врати, јас мислам дека не да сака, живее за моментот кога ќе се врати, не да се врати на мала врата во Република Македонија, туку да се врати на еден бел кон, дали тоа ќе се оствари, јас не знам, но тој мечта е сигурно да се врати во Република Македонија. Тога се постава прашањето кој ќе биде Игор Ивановски шема во СДСМ. Ако Александар Николовски правел болни отстапки на Христијан Мицковски, предпоставувам по сугестија на Никола Груевски, да му се дозволи да остане на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи ако се влезеше пред 2, пред 3, пред 4 години во внатрешен конфликт во ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН немаше да биде власт 2024 година. Веројатно жртвувајќи се за ВМРО-ДПМН да се врати на власт после 6 години владење на Зоран Заев и на СДСМ, тие правеа болни компромиси, болни остапки. Ако Груевски се врати во Република Македонија, тогаш лесно може да се случи Александар Николовски да заврши како Игор Ивановски шема. Каде е Игор Ивановски шема? Па го нема никаде. Во такви услови вие сега можете да очекувате и многу неочекувани разврски, многу неочекувани коалиции, многу неочекувани пазарења. Ова е само рамката. И ние ќе следиме што ќе се случува внатре во рамката. Првата индикација какви се компромисите кои се правени ќе бидат на 15 мај, кој ќе биде нов гувернер на Народната банка во Република Македонија. Ајде сега да се вратиме на тоа што го почнавме минатата вонредна политичка анализа. Зошто токму сега, во овој моментум, кога се настаните во Кочани, кога власта, гледате, тогаш во тие неколку дена, да не речам неколку недели, власта се тркалаше по улица и само благодарејќи на неспособната, слабата македонска опозиција, власта не само што остана на власт, туку е засили, бетонираше својата позиција. Не само што е бетонираше својата позиција, туку доби уште еден кандидат кој сака да биде дел на владената коалиција, тоа е СДСМ на Венко Филипче. Во такви услови кога власта се тркала по улица, тогаш почнува кампања против Димитар Апасиев и против Али Ахмети. Нели, логично би било Мицковски, кој бил најслаб во својата политичка кариера, токму после настаните во Кочани, да се обиде да ја смири работата, да ја смири тензијата, да не влегува во конфликт со Апасиев, да не влегува во конфликт со Али Ахмети. Зошто Мицковски одбра да влезе во конфликт со Апасиев и со Али Ахмети? Бидејќи се плаши дека токму преку Апасиев и токму преку Али Ахмети Никола Груевски ќе контролира политичките процеси во Република Македонија. И ќе доаѓа сега многу мина ќе речат, па знаеш ти го враќаш од мртвите Никола Груевски. И истите тие кои доаѓаат ќе миле, па Бранко Црвенковски е веќе потрошена политичка фигура. Тоа е историја и во СДСМ и во Република Македонија. Јас не верувам дека некој кој дошол на чело на двете клучни партии во Република Македонија, бил повеќе од 5, 6, 7 години премиер на Република Македонија, дека може да биде историја. И дека тие негови линкови, тие негови врски или тие подржувачи од тајни служби, бизнес, олигархија, медиуми и така натаму, кои стоеле зад него, еднаш, два пати, три пати победил на одредени избори, дека така ќе исчезнат тие врски. И дека тие врски, знаете, преку ног ќе се префрлат на некоја друга адреса. Да, но линковите со старите во наводници сојузници, старите газди ќе останат да траат за век и векови, што се вели во на песна. Така што во такви услови Никола Груевски, кој де факто со помош на Сашо Мјалков го спроведе пучот во партијата Левица и доаѓање на Димитар Апасиев на чело на таа политичка партија која беше формирана да одзема гласови од СДСМ, во еден временски период, тоа е кога се оние претседателски избори, па 2019 година, па 2024 година, и постојано се кокетираше со можноста да биде првиот човек на МАНУ, Љупчо Коцарев, кандидат на Левица на претседателските избори и дека зад нив би можел да застане Никола Груевски. Таква една Левица со структури на луѓе блиски на Никола Груевски може да биде сериозен противник на ВМРО-ДПМН. Не да ги победи, туку да земе дел од нивниот гласачки потенцијал. И на изборите лани и сега во предвечерието на локалните избори, главниот фокус на напади на Христијан Мицковски е кон Дуи и Али Ахмети и кон партијата Левица. Гледате, СДСМ е минорна политичка фигура во тие политички ферментирање, политички процеси и политички конфликти внатре во врвот на ВМРО-ДПМН. И вториот е Али Ахмети. Јас мислам дека на дневна линија Никола Груевски комуницира со Али Ахмети. И Али Ахмети полека легол во процес на растурење на македонската влада. Армен Таравари. Па
некој нов Арбен Таравари, па одредени процеси, па фудбалска федерација, па нели најавување на фудбалски клуби, па напуштање на првата македонска лига, па некакви асоциации со Динамо Загреб 1990 или 1991 година, па нели ако СФР Југославија се распаднала на фудбалскиот терен, зашто тоа да не се случи во Република Македонија? За да се врати Груевски назад во Република Македонија, мора да има сериозна политичка криза. Да има влада на ВМРО ДПМН, со ДУИ се потребни две работи. СДСМ како малцински партнер, тоа трето партнерче во триаголникот и сериозна политичка криза. Артан Груби е ставен на американската црна листа во предвечерието на уставната политичката криза која треба да се случи лани декември 2024 година, кога ДУИ ги стави шаторите во центарот на Скопје, кога беше испратена пораката со ставање на Артан Груби на американската црна листа, што беше предвестник на неговото бегство, заменување од Република Македонија, денес ги снема шаторите. Знаете, ако тие биле 6 месеци во Шипковица и во селата на Шарпланина, од една за 2 недели ги симна, ги немаше шаторите. Црната листа испадна многу поубитачна од македонските хаобици за политичките амбиции, политичките стремежи на Али Ахмети. Но секогаш Груевски ќе го дисциплинира Христијан Мицкоски надворешно со Димитар Апасиев и со Али Ахмети. Во оној момент, кога се лезе во пресметка, како веле, со 4 колони трнаа на Мадрид, а 5-та колона ги чекаше во Мадрид. Тоа е филозофијата на 5-та колона. 5-та колона е во Белата палата. А таа е секогаш под контрола на Никола Груевски. Зошто Груевски, кога беше слаб, Христијан Мицкоски не тргна да го смени од челната позиција на ВМРО ДПМН? Поради 2 или поради 3 политички причини. Под број 1, силната поддршка на Зоран Заев за Христијан Мицкоски и комплексот на струмички побратими, кој веќе 8-9 години владее во Република Македонија. Знаете, ако е договарано во Пржино 1, Пржино 2, примо предавање на власта во тој триаголник Зоран Заев, Никола Груевски, Сашо Мјалков, тога зошто да не биде преговарано во Пржино 1, Пржино 2, кога пијат кафе тамо зад завесата, и кој да го наследи Никола Груевски на чело на ВМРО ДПМН? Под број 2, не е влезен во конфликт, бидејќи Виктор Орбан тога се уште беше дел на она семејство на демохристијански партии, ЕПП или ИП, како што се нарекува. И ако Никола Груевски влезеше во конфликт за смена на Христијан Мицкоски, тогаш тој можеше да го алармира тој европско семејство на демохристијани дека еве поранешниот лидер на партијата со помош на Виктор Орбан, каде што да има добиено политички азил, прави се да биде срушен Христијан Мицкоски, за да не се случи нели Виктор Орбан да биде пенален, да биде напаѓан дека му дава политички азил на човек кој сака да го струши Христијан Мицкоски. Мислам дека во тој временски период беше ставена под маса целата таа операција. Со обиде Стево Пендаровски, со обиде Али Ахмети, Артан Груби и Миле Зечевич да ја реобнова целата таа операција, па 2023 година, пролета 2023 година, во текот на есента се правеа одредени анкети, одредени операции за враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија. На крај дел на тие стенограми завршија кај ВМРО ДПМН. Христијан Мицкоски мафташе со тие аудио снимки и стенограми, каде што беа фатени живи и евроамбасадор во Република Македонија и американската амбасадорка во Република Македонија, и беше направена мирна транзиција или мирно предавање на власта во Република Македонија. И под број 3, ако Груевски влезеше во процес на рушење на Христијан Мицкоски, тоа ќе значеше уште 5-10 години останување на ВМРО ДПМН во опозиција во Република Македонија, односно останување на власт на Зоран Заев во Република Македонија. Помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски, Груевски секогаш ќе го избери Христијан Мицкоски, бидејќи има контрола на Христијан Мицкоски. Човек кој слушал 20.000 луѓе во Република Македонија, за да има контрола на процесите, зарем мислите дека ќе дозволи да биде избран негов наследник на функцијата без да има контрола врз него? За Арбен Таравари следната или некој од наредните воднерите политички анализи. Гледате, 30 дена Република Македонија анализира, медиумите пишуваат, Таравари ќе излезе, па нема да излезе, па разговара со Мицкоски, па ќе има друга средба со Мицкоски, па е дел навлен, па нема да биде дел навлен. И еден Трифун Костовски, албански Трифун Костовски, 30 дена е замајува македонската јавност, мислам на македонците, албанците и сите кои живеат тука во Република Македонија. И вие на крајот на денот не можете да сватите всушност што сака Арбен Таравари. Знаете што не сака, меѓутоа никога вие да дознаете што сака Арбен Таравари. Така што тоа ќе го анализираме една од наредните вонредни политички анализи.
Ајде да завршиме со 2029 година, или така почнавме да завршиме со 2029 година. Панче Тошковски, како прв човек на правната и статутарната комисија во одреден временски период, го прави новиот статут на ВМРО-ДПМН. Во тој нов статут на ВМРО-ДПМН, освен што прв пат ВМРО-ДПМН ја користи секвенцата Република Северна Македонија, е предвидено дека лидерот на партијата може да има најмногу 3 мандати, со тоа што третиот мандат ќе треба да го добие со најмалку 2/3 од рацете на делегатите на Конгресот на ВМРО-ДПМН. Вториот мандат на Мицковски истекува 2025 година, ноември-декември 2025 година. Тој може да добие најмногу уште еден мандат во трајање од 4 години, што рече 2029 година. Ако се направат предвремени парламентарни избори ова или почетокот на наредната година, тогаш во пакет ќе имаме 2029 година локални, председателски, парламентарни избори. Мицковски, бидејќи не може повеќе да се кандидира на чело на ВМРО-ДПМН, можеби ќе сака Панче Тошковски да го наследи. Амбиции ќе има можеби Никола Груевски или човек Никола Груевски и најверојатно Александар Николовски. И 2029 година ќе биде клучна. И кога пред 2 или 3 месеци ја лансиравме таа вонредна политичка анализа или таа теза во една од вонредните политички анализи, дојдоа поранешни функционери на СДСМ да ме предупреда дека кога ќе победите на избори, а ВМРО-ДПМН е сериозен фаворит да победи на локалните избори крајот на оваа година, вие најлесно може да го смените статутот на една партија. Да, и Зоран Заев кога беше најсилен тој 2021 година, го смени статутот на СДСМ и само 8 месеци после таа промена на статутот на СДСМ, кога целото членство го избра Зоран Заев за нов мандат од 4 години, ги изгуби локалните избори и мораше да напушти челната функција на СДСМ. Така што немојте да чепкате во статут на политичка партија. Бидејќи компромисот кој сте го направиле претходно се растура како пајажина, се растура како кола од карти. Не велам дека тоа ќе се случи, но знаете, преголем е ризикот да влезете во промена на статутот кој сте го направиле кога сте биле слаб, сега сте силен и ќе го ревидирате тој статут. Не знаете дали ќе имате атомски слева или атомски десно. Ова беше нашата вонредна политичка анализа. Ново дружење, недела интервју 22 часот, нова вонредна политичка анализа, вторник 20 часот и 30 минути, од денеска вторник. Пријатно вечер Македонија, каде да си.